Како што најавив и како што пишува во нашата изборна програма, ние мораме сериозно да се посветиме на проектот Скопје 2014, проект кој што крајно контраверзно го доживеа не само оние што живеат во центар, туку и оние што живеат во Скопје во Република Македонија. Сакам денеска јасно да ги презентирам на жителите на општина Центар и се разбери на пошироката јавност официјалните податоци за реализацијата на буџетот на општина Центар во изминатите 4 години, за да имаме слика како работеше општина Центар и што всушност представуваше приоритет на мојот противкандидат Тодороvić и на општинската власт. Јавноста не знае, меѓутоа според податоците, како што кажав, од реализацијата на буџетот, а тие податоци може секој граѓанин да ги провери на службениот гласник на општина Центар, општинската власт, односно господин Тодороvić, потрошил ни помалку ни повеќе туку 43,2 милиони евра за реализација на проектот Скопје 2014. Сега, за да разбереме дали господин Тодороvić бил градоначелник кој што работел во служба за граѓаните или всушност бил продолжена рака на централната власт, затоа го спомнуваме податокот дека за неговите основни дејности, неговата основна работа што треба како градоначелник, а тоа е да биде градоначелник кој што ќе извршува, се разбира, улици, тротоари, фекална и атмосферска канализација, улично осветлување, за сето тоа е потрошено само 18,5 милиони евра. Значи, од една страна Скопје 2014 со 43,2 милиони евра, од друга страна основните приоритети што треба да бидат животот на граѓаните што зависи, тоа е 18,5 милиони евра. Сето укажува дека треба да се изврши на крајно сериозна ревизија, јасно го имам кажано во изборната програма, тоа е на кршна задача што ја добив од граѓаните, не само од Центар, туку Република Македонија, и затоа најавам дека веднаш по моето стапување, односно нашето стапување на власт во општина Центар, веднаш ќе нарачаме на стручна ревизија на проектот Скопје 2014, затоа што граѓаните на Центар и на Македонија, се разбира, морат да знаат каде и на кој начин се потрошија нивните пари, затоа што сето ова е градено со средства на граѓаните на Република Македонија. Оно што мене ме зачудува е што ниту во отчетот, ниту во програмата за наредниот период на мојот противкандидат никаде не се спомнува проектот Скопје 2014. Истата политика, истата стратегија ја има и сегашниот градоначелник на Скопје Коце Тански, кој што исто во својот отчет збор не кажа за Скопје 2014, што значи дека стратегијата на владеачката партија, на владеачката гарнитура да полека да избегне од овој проект, меѓутоа се разбира, ние ќе извршиме веднаш, како што кажав, ревизија на проектот Скопје 2014. Дали има прашање? Дали знаете колку чини одржувањето на еден споменик? Вчера го слушнав податокот дека одржувањето на МНР треба да фати негде, не знам, 50, 60, 100 и нешто години. Тоа е она математика што ја прават оние што се на власт. Значи, треба и граѓаните да знаат дека не е најскапиот дел изградбата на објектите. Најскапиот дел е одржувањето на објектите и тоа ќе биде сериозен проблем, но сакам да потенцирам дека иднината на проектот Скопје 2014 во општина Центар, што ќе се случува со овој проект, ќе одлучат граѓаните на општина Центар. И затоа во програмата, во делот транспарентност во работата на општинската власт, јасно ќе биде дека веднаш како што кажав по нашето доаѓање, ќе бидат прашани граѓаните во општина Центар што и како понатаму. Значи, од нив, од граѓаните исклучиво ќе зависи судбината на спомениците во општина Центар, оние што се дел од проектот Скопје 2014.